И доаѓаме до четвртата тема во денешното издание на отворената утринска програма Информација точна и навремене или ИТН. Прашањето е следно: зошто треба да дојдете на Fit Games? Тука се двајца момци кои што ќе ни кажат зошто, Марио Јовановски и Горан Цвитковски. Добре ни дојдовте. Здраво. Добро ви најдовме. Марио, убаво си им кажал на сите луѓе кои што можеле да прочитаат. Ајде сега вака и јавно на телевизија, зошто на Fit Games во сабота? Вака, Fit Games, односно Protein Lab е продавница специализирана на спортски суплементи и ние како организатори го организираме Fit Games кој што ќе биде настан на CrossFit, тоест надпревар на CrossFit, односно функционален фитнес, каде што ќе има надпревар помеѓу рекреативни, професионални, полупрофесионални спортисти кои што ќе земат дел учество на тој ден. Така што ќе имаме и тој настан ќе биде интересен затоа што е малце по не секојдневен вид на надпревар, затоа што не секогаш среќаваме вако вид на надпревари, најчесто се оние популарни се, не знам, кошарка, фудбал, ракомет, се тие кои што се популарните спортски надпревари, ова е малце поразличен вид на надпревар каде што е комбинација од фитнес со различен вид на вежби кои што се интересни за гледање, значи прилично адреналинско за гледање. Примарна цел на настанот е промовирање на тој здрав начин и активен начин на живот, каде што се надеваме дека оние кои што ќе учествуваат и тие што ќе дојдат да гледат би били инспирирани и би виделе како би изгледала тоа да бидат дел од тој свет. Покрај тоа што ќе има надпревар, ќе имаме и дегустација на спортски суплементи, односно на протеини, како ние ќе би го покриеле тој дел. Ќе имаме дегустација на здрава храна, односно на протеинска храна од нашите соработници и партнери. Протеински палачинки. Да, протеински палачинки. Има и такво нешто. Да. Убави се? Лудил. Значи, уште на граница со опојни средства, значи до таму. Уште малце ако продолжам да ги јадам, ќе ги забранат. Ќе ги бануваат за продажби за такви работи. Ај до сабота нема да ги забранат. Не, до сабота ми рекоа да не јадам. Значи последниот месец ми рекоа да намала малце. На доза. Да не јадам. Да. Така што настанот ќе биде интересен како и за тие што ќе учествуваат, така и за тие кои што ги гледаат. Мислам, настанот има сериозна порака, сериозен карактер, затоа што сакаме да промовираме здрав, активен начин на живот, а за малце да разбиеме таа сериозност, тука ќе ни биде и Горас како водител на настанот. За глупостите мене секогаш ме викаат. Не ме викнат знаеш ако нешто им треба да разбиеме од не, значи не им текна да ме викнат за да се надпреварувам, да бидам не знам советник, нешто таму не. Ти Гораше за глупостите ќе доеш, ти за тоа си добар, не? Така да знаеш како ми стои овдека дека Горан Цвитковски кој е активен фитнес ентузијаст. Да. А на настанот, што значи тоа активен фитнес ентузијаст? Тоа значи 5 дена во неделата вежби, 7 дена во неделата кардио. 5 дена во неделата вежби? Да, зборам теретана. На вистина? Да. Марио е тука за да... Да, доне сведок. Сведок е. Подписи печат. Не, тоа претпоставам на активен, како се кажем, се мисли на тоа дека нонстоп вежбам. Поготово последниве неколку години, откако се повратив нели од трудноќата и такви работи кои што ги поминав паралелно со мојата сопруга, да. Со актерската игра, паралелно, да. Актерската игра, па полесниот дел беше актерската игра, потешкиот беше ова другото. И да, сега откако ги надминавме тие работи. Така малку ги изменаџиравме по дома работите, веќе се контактибилни двете деца, може да им се каже оди моча или кажи ако се моча и така дале. Веќе можам онака малце по прецизно и со подобар распоред да се посветам на тоа и од тогаш што се вика значи константно сум. А пред тоа каков беше начинот на исхрана? Што правеше? Или што не правеше или ништо не правеше? Јас имам две крајности, значи или кога вежбам вежбам и се хранам правилно. Значи зборам за онај режим на исхрана кој што си го водам секогаш, не знам, 5 до 6 оброка дневно, на секој 2-3 сата јадено, значи тоа нели комплексни глини хидрати, чисти масти, бла 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 и таму да не гњавам. Да, докторот. Докторот е тука. Ќе потврди докторот. А другата крајност ми е кога сум строго на junk food и една минута кардио и вежбање не правам. Претпоставувам тоа, компензирам заради тоа што кога сум емотивно и кога сум умствено растеретен, можам да си дозволам се. А кога сум емотивно и умствено оптеретен, не знам дали со фамилија, дали професионално, тоа другото некако ми е онака
тешко, да. Мислам, самиот факт дека, нели, за да стигнам на вежбање во 8 сат, треба да станам во 6 за да се спремам до ручек, за да јадам, за сат време да ми, нели, сат и по да спадна. И тоа е и временски е малце захтевно, но во принцип кога ќе се направи добар план, буквално се може. Мислам, периодот кога бев онака пред неколку месеца кога бев најзагреан за целата работа, едва чекав да станав пред сите, значи сад време со песна што се иде. Како на времето за школа, што не станува. Со песна. Што не станува. Да. Добро. Така што да, јас сум активен фитнес ентузијаст. Ентузијаст, така и водител на не случајно Горас го одбравме, затоа што да го познавам пред 5-6 години, знам дека се занимава со редовно вежбање, од таа причина го сакав да биде он дел од овој настан, затоа што е пред се јавна личност и сметам дека секој јавна личност има непишана одговорност да биде пример за и репер за општеството. Така што тој животен стил кој што го води, значи е успешен родител и успешен во својата професија, има други своји секундарни активности кои што ги прави изгора на сето тоа, тој успева да најде време 5 пати неделно, значи не еднаш, не 2 пати, туку 5 пати неделно и само мислам дека самото по тоа е пример како би требало една јавна личност да дава пример за другите кои што нив ги следат и ги пратат. Да, ова кога ќе ви кажат дека сега кога има време тоа ќе го прави, а потоа во тоа кога е зло време или нема време, што правиме со тоа? Што ќе каже еден тренер? Па јас секогаш идам за правиме на организмот, за тоа зборувам. Јас секогаш идам за балансот. Не секогаш што изводливо, нели, сите сме различни како карактер. Таа екстрема која што ја напомена Горас, некој од нас има, некој наоѓа некој успешен баланс измеѓу. Мојата препорака е секогаш да идеме на средина, значи не биде тоа многу екстремно, да не биде па и воопшто тотална незаинтересираност. Јас секогаш идам таа средина. Каков е на тренинзи? Па тоа е што го гледам како сведок. Е одличен е. Јас сум се радувам што е дел толку време константно од овој начин на живот и е пример и по него и се гледа дека е. Јас едно време затоа што во последните неколку години сум, можам да кажам, пообразован во однос на вежбањето. На сето она што треба да се случи. Во однос на вежбањето затоа што нели сите вежбаат на различен начин. Некои оди со максимални повторувања, некои оди со минимални повторувања, големи тежини, начин исхрана. И во последна година особено најдов идеален, што вика Марио, баланс, односно идеална формула за тоа како се вежби и како се храни. После некој време мислев дека тоа е заради тоа што јас нели константно читам, гледам, пратам, но испадна дека во последнава година и претходно кај нас работите во Македонија конкретно се крена на едно малку, па и не малку повисоко ниво. Значи самиот доказ за тоа е организирањето на CrossFit Challenge, да. Значи пред тоа значи се отворија неколку, зборам, ресторани кои што служат експлицитно здрава исхрана, фитнес храна, нешто што не било случај претходно. Кое што е релативно поскапо. Релативно потешко се прави за да биде вкусна, зборам, затоа што вкусното и здравото многу ретко одат заедно. Многу ретко, да. И значи се отвори протеин, кој што јас можам да кажам дека е едно од највкусните места за јадење, без разлика дека е претежно протеинска храна. Се отвори Protein Lab, се отворија други продавници за суплементи, што е многу побитно локацијата, конкретно да речеме, не знам, Protein Lab, освен што е продавница за суплементи, човек може да отиде таму да се направи муавет, буквално. Значи, дали Марио е таму, дали е некој друг таму, јас се сеќаваш ти порано, значи ми беше онака како... Што има мака, ке дојдам и ке прашам. Пензионери одат на пазар да се направат муавет за времето, да се направат муавет за политика, за пензија, за такви работи. И јас, например, обожавам да отидам во продавница за компјутери, да се направам муавет за гаджети, за игри, за тоа се. И обожавам да одам во Protein Lab, например, да се седнам, да се направиме муавет за не знам, аминокиселини, да прашам интересира L-карнитин, кога најубаво да се прима, колку пати на ден, која грамажа и така натаму и така натаму. И уствари тоа индиректно влијаело на мене да јас многу поубаво и да го оптимизирам внесот на суплементите и внесот на калориите, нели, и исхраната за мојот начин исхрана, за мојот организам, за мојот начин на живот. Така што многу сум среќен, особено кога ми прииде Марио и кога ми ја спомна идејата за CrossFit Challenge, викам, јас сум тој дечко. За глупостите. За микрофонот. И сега тамо ќе се надпреваруваат оние што
имаат фитнес, така и обични или не? Да, Ние ова е отворено разбрав за или не сите. Значи разбрав? ова е отворено Добро. за сите, но примерно зашто имаме соработка со два кросфит и функционални фитнес клубови, тоа е Кросфит Скопје и Нагоми фитнес. Со нив е главна соработка со нив организација техничкиот дел целосно е со нив и голем дел нивни членови ќе бидат тие што ќе се направуваат, но тоа се отворено за сите оние кои што сака да се пријават, отворен повик за сите. Добро. Што сака да се пријават, што тренирале барем одреден период од своето искуство функционален фитнес за да бидат барем малку запознаени со вежбите. Официјален настан може да го на Facebook Protein Lab тоест фитнес Fit Games се вика настанот на Facebook, таму може да прочитате околу кои вежби ќе ги има, кои содржува сите детали. Но ова е отворено за сите. Се тие што не се чувствуваат дека се спремни да учествуваат, отворени се поканети се да дојдат да гледаат, дегустираат протеински шекови, палачинките што се адиктивни, горе што ги спомнат, тие да ги пробаат. Ќе биде доста интересен настан, ќе има доста луѓе, ќе има DJ, да не го забораваме нашиот хип-хоп DJ Ари Скреч, кој ќе биде задолжен за мотивацијскиот и забавниот дел од настанот, заедно во комбинација со Гора Зветон, дека има сигурно добра забава. За разлика од да речеме бодибилдинг надпреварот, кој што се организира нели од бодибилдинг федерацијата, или така нешто викаш, Бодибилдинг федерација на Македонија. Значи на бодибилдинг надпревар одат луѓе кои што се топ форма, кои што се спремале со месеци, кои што нели кожа има само на нив и сите тие работи и тие на пример тој број на луѓе веќе кај нас со години е лимитиран и стагнира, значи исте плюс минус некој човек ако дојде, ако излезе, никогаш нема dark horse, нели ги викам јас тие од нигде никаде да се појави некој, затоа што се знаат кои се терцаните, кои се тренерите и што се случува. За разлика од тоа, на Fit Games има поголем, значи многу повеќе луѓе вежбаат кросфит. И општо вежбаат кардио интензивни тренинзи, да речем сега, значи тоа е, не знам, PDVSX, CrossFit, како и така што бројот на луѓе кои што може да дојдат, а не ги знаеме, значи тоа може да биде многу интересно да се појават луѓе кои што никогаш не вежбале во некоја популарна вежбална или никогаш дури не вежбале во вежбална, него едноставно имаат друг начин, возење точак, не знам, екстремни спортови и така натаму, кои што се спремни за надпреварот. Така што мене многу ме интересира и сум возбуден да видам кои луѓе нови ќе дојдат и ќе се запознаеме таму и ќе си правиме муавет за храна. Аз годни ќе бидеме сите. Аз годни сите, да. Награди има? Да, ќе имаме награди, имаме награди, ќе ги објавиме до петок, што она ќе следува за сите тие што ќе се направуваат и што ќе бидат нели меѓу првите. За секој учесник имаме обезбедено од Протеин, ќе имаме оброк за секој учесник, имаме мајца специјална направена за овој настан, да, имаме овоши како надокнада на енергијата која што ќе се губи, ќе има вода за секој учесник. Сето тоа се плаќа со кодизација 300 денари, таа кодизација ќе покрива сите тие неопходни работи за да бидат чувствува дека се дел од некој настан. Се надам дека ова е прв пат. Има некакви категории во кои што ќе се направуваат? Ќе има мажи и жени, тоа е основната категорија. Добро, мажи и жени. Мора да ги вклучиме и жените затоа што ми е многу драго што се повеќе и повеќе жени. Има и жени? Го зборавме, го мислам дека го дискутиравме претходниот пат кога бев гостин, дека жените се тие малку запоставената категорија која што не била толку активна во кревањето на тегови. А овој спорт, односно кросфитот конкретно е нешто кое што ми инволвира доста кревање на тегови. И девојките како изгледаат девојки со тој тип на тренинг, луди си го побива митот дека тие ќе бидат мускулисти и ќе изгледаат како мажи. Така да ми е многу драго што тие ќе бидат дел од ова и ќе биде интересно, сигурен сум дека ќе биде интересно, така што Ајде збор два за кросфитот, може ли? Мака сега, нели? Да, кросфитот јас вака, јас лично, конкретно се занимавам полого време со фитнес и бодибилдинг, ќе сум навлезен повеќе од таа сфера. Кросфитот е една како гранка, подгранка на комбинација од weightlifting. Многу е некако распространат. Не знам, ја мислам. Можеби моментално и популарен во свет од бодибилдингот, затоа што е влезен во меинстримот веќе. Од која причина? Причина што е многу изгледа подостапно за просечниот човек. Например, кога ќе видиме бодибилдинг надпревар, мускулисти мажи намачкани со улје и со боја и во леле искречени, искречени. Тоа не изгледа баш достижно за просечното око. А за разлика од тоа, кросфитот не е примарната нивна цел изгледот, туку што е како што е атлетицизмот, односно спремноста, физичката спремност, а тоа сепак се постигнува на сличен начин како што вежбаат оние кои што вежбаат во теретана. Односно пак тоа со тегови, пак со високоинтензивни тренинзи. Така да кросфитот е многу поизвикан, медиумски, доказ за тоа е официјален спонзор на кросфитот како глобален спорт е Рибок. Она што не е случај во бодибилдингот, затоа што бодибилдингот е малце црниот коњ на општеството, можеме да го кажем, односно црната овца, затоа што не е толку прифатен од просечните луѓе, за разлика од кросфитот, каде што
денеска голем дел професионални спортисти, значи независно од кој спорт се активни и се припремаат за своите спортови со кросфит, помош на кросфит. Така што не сум комплетно стручен, не сакам да зборам многу длабоко во тоа за кросфитот, затоа што има други луѓе кои што ќе бидат и дел од настанот, може повеќе да зборат за тоа. Јас само можам да кажам дека е еден од одличните избори за физичка активност кој што гарантира одлична физичка спремност, одличен изглед и се тоа во една комбинација. Како професионални. Така. И здраве. Пред сето, значи не може да го забораваме тој аспект. Било која физичка активност, примарниот бенефит е и тоа. Здравје. Да, значи и самото организирање на овој настан е промовирање на здравиот активен начин на живот. Значи ние идеме малце погоре од само една продавница суплементи. Така. Сакаме да промовираме нешто што сметам според мене дека е многу важно да се промовира во за да имаме еден здрав и добар колектив и општество. Да. Како професионален тренер, што им велите на луѓето кога ќе дојдат и кога ќе побараат совет од вас? Не може ништо преку ноќ. Пред се, да, значи пред се ние се ориентираме за да ги едуцираме. Она гора што го спомна, зашто тој навлегол подлабоко во ова, затоа што треба да има секогаш некој од вас време да ни даде нам информации. Марија конкретно например имаше со мене толку трпение на почетокот да ми објасни се. Не, па затоа што треба да знаеме, иначе нели не веруваш, едноставно нели влегуваш и така си. На крајот на денот математиката е толку проста. Значи буквално да речеме дека јас така си го имам сватено, се сведува комплетно на бројки и на упорност. Ама за да го сватам јас тоа имаше сати дискутирање, прашања, се разбира, јас бев доволно несуетен да го утепувам од прашања, претпоставам дека голем дел од нив биле многу прости и многу глупави. Добро, прости си, секогаш и глупави можеби за него, но за нас или за оној кој што прашува. Напротив, мене секогаш се винаги да прекинам. Мене секогаш ми случило тоа како додатен мотив, затоа што некој се интересира од најбазичното да дознае, затоа што знам од која причина го прашува, затоа што сака да влезе подлабоко во тоа. И токму таа желба која што имал Горас на почетокот го донело до тој степен да може се повеќе да напредува, повеќе да знае. И не случајно се погодивме да бидеме дел овој настан, затоа што тој бил на тоа место, јас сум бил тогаш на тоа место, кога сме сретнале, сме дискутирале околу тоа. Тој дошол на ниво погоре со своите физички перформанси. За да редовно се занимава со тоа, има интерес од тоа и токму таму и се наоѓаме во однос на настанот кој што го зборувавме конкретно. Да, и уште еднаш за оние кои што можеби не ве гледале минатиот пат, како тргна вашата приказна во една минутка можеби? Многу интересно, да, беше многу беше спонтано, почна во теретана пред 7,5-8 години. Почна со обична само идеја да го сменам физичкиот изглед, така и беше приманата идеја. Но малце подлабоко навлегов во тоа, почна се еднаш кога се имав напреварувано. Од тоа што го видов промени физички и психолошки на своето тело, комплетно на мојот дух, чувствував некоја должност дека сакам тоа што сум чувствувал добрата страна, се тоа да го пренесам на други. Да, и таа желба мене ме донесе да имам свој вебсайт, информативен вебсайт, ме донесе да бидам тренер на други луѓе, да го пренесам тоа што го пренесам веќе 3 години поред. Од таму искочи Protein Lab продавница суплементи, каде што пак е едно место каде што пресе се пренесува едукација, се крева свесност на околу тоа и еве сме ние денеска тука пак со таа една иста идеја и мисла, промовирање на тој здрав и активен начин на живот. Супер. Немаме више време, ми рекоа готово толку. Само на кратко уште. Значи ова е 5 секунди. Апел да речеме до луѓето што гледаат да дојдат и да го посетат надпревара, заради тоа што како и многу други сфери во нашата земја овој тип на работи се значи многу кревки, на стаклени нозе се уште. Така да без разлика и да не учествуваат, многу е битно да дојдат на оно игралиште што е помеѓу зградата на Горење и Скопје Сити Мол, таму ќе се организираат да дојдат и да го посетат, да видат што ќе се случува и е многу битно за да го вратиме оној фидбек на околината. Да. Немаме повеќе време, ви благодарам што и ова утро бевте заедно со нас. Се гледаме и утре. Довидување.